50% од девојчињата албанки и 25% од девојчињата македонки сметаат дека главен во семејството треба да биде мажот. Но ова укажува спроведената анкета од Сдруженијето HERA која беше презентирана денеска. Она што исто така многу битно е да споменеме и податокот што со истражувањата покажуваат дека 50% од учениците на 15 годишна возраст во паралелките со албански наставен јазик и околу 25% од учениците во паралелките со македонски наставен јазик ги прифаќаат традиционалните родови стереотипи, како например дека мажот треба да биде авторитетот во куќата, а жената да биде само добра сопруга и домакинка наспроти напредувањето во кариера. Според истата, 82% од родителите и 99% од наставниците сметаат дека сексуалното воспитување во училиштата треба да се воведе. Она што како на HERA можеме да го истакнеме е дека со пилот проектот кој што се одвиваше 2021 во 3 училишта во земјата, евалуацијата покажа дека дури 99% од наставниците го гледаат значењето на овој предмет како многу успешен во пренесувањето на основните знаења во оваа област, а дури 82% од родителите го истакнаа како многу значаен предмет во изборот на нивните деца. Согласно присутните психолози на денешната презентација, најголемо влијание врз менталното здравје на децата имаат возрастните со нивното однесување. Доколку детенце кој ќе дојде да се пожали кај наставничката дека го задева некое дете и му кажеме дека, да речеме, девојчето се пожалува дека го задева момче, ние кажеме ама тоа е затоа што тој на тебе ти се допаѓа, ние која порака ја праќаме? Дека ти мораш сама да се грижиш за својот проблем и дека твоите лични инстинкти не се правилни, дека ти имаш проблем во перцепцијата. Она што е потребно е значи разговор и диалог со младите на различни основи, на индивидуално и на групно ниво. Потоа веднаш реакција, штом ќе се пожали младиот човек, како ние ја промовираме политиката на ненасилство и политиката на споделување на информација. Ако децата го викаат тоа цинкање, тоа што ќе се пожали некаде, па како ќе биде одговорна за себе, бидејќи ако и возрастниот го врати, а децата го наречат цинкер, на кому да се обрати детето? Резултатите од спроведените истражувања, како и стручните мислења на оваа тема, беа дел од денешната панел дискусија на тема колку се важни образовните програми за благосостојбата и менталното здравје кај младите, а се одржа во Штип.